Започнуваат минутите каде фокус на внимание ни се светските случувања. Веќе Андоновиќ е подготвен на својата позиција. Зборуваме за што е она што ново се случува во светот. Путин и Трамп ги имаме на фотографија. Зад нас ќе започнеме со нивната врска, нивната соработка, нивните ветувања. Значи, како велат на истокот стари приказни, на западот ништо ново. Немаме ништо ново ако земеме за ново од аспект дека светот се пулсира во она темпо кое си го одредија големите изминатиот период, а тоа се војни, недоразбирања и очекувања. Очекувањата се од големиот ден Д кој го прогласија политичарите и нив блиските медиуми дека сега еве инаугурацијата на Трамп доаѓа, тој ќе го замени веќе поранешниот, би рекол, американски претседател и човекот во одминати години Бајден, не дека некој помлад доаѓа на неговата позиција, но сепак Трамп познат по својот темперамент и начин на практикување на политиката, големи очекувања или во превод доаѓа во едно судбинско време во светот, барем во овој миг, каде што треба да запре некои крвопролевања, војни и сето она што изминатиот период беше одбележан во светот. Значи ќе разговараме или ќе се обидеме да објасниме што се случува на релација Вашингтон-Москва или што ќе се случува откако еве Трамп и официјално ќе седне во Белата куќа. Зборувавме вчера за мировниот план, зборувавме за тој судир внатре во американската политика, на тоа кој е заслужен за мировниот договор меѓу палестинците и израелците, а во исто време, во време кога продолжуваат и натаму крвопролевањата. Таму Бајден се обиде тоа да го каже дека тој во заминување, нели вчера зборувавме за тоа, тој во заминување ќе остави историски траг дека ги помирил. Од друга страна Трамп побрза да каже не, ние од кога победивме на изборите и мојот специјален пратеник интензивно работеше овие да се смират. Сега додека они се бореа кој е заслужен, таму се уште работите се случуваат како војна, да почна некои заложници се пуштаат до утринава, но генерално тоа ќе биде у најдобар случај замрзнат конфликт, а тоа значи не и мир. Да се префрлиме за Украина, ќе потсетиме едно од главните ветувања на Трамп беше само да седнам, готова е војната во Украина. Сега ја пролонгираше за 6 месеци, свесен за тоа што се случува, но Русија веќе, односно Путин, покрај изјавите дека се подготвени да седнат со Трамп да преговараат, исто така излегува и со некои своји барања од кои нема да отстапат, што па и беа причина за оваа војна која траеше, така да ќе видиме како што ќе се договорат. Русите имено во старт не сакаат да преговараат со Украина, туку директно со САД. И тоа е можеби сигнал кој Москва го кажува дека е подготвена да седне со новиот претседател, бидејќи со стариот не сакаше да седне во случајот Бајден. Но барањата и натаму остануваат максималистички. Значи Русија бара Украина да не влезе во НАТО, војската што ќе има во иднина да е ограничена, да нема вооружување какво што има сега. Тоа се двете барања, максималистички. Трето максималистичко барање е секако дека 20% од територијата која е освоена во оваа 3-годишна воена интервенција, агресија, специјална воена операција кој како сака не ја нарекува, значи нема да бидат вратени покрај Крим, Запорожје, Донецк, Луганск и Херсон. И сега ќе видиме дали овие барања кои овие ставови максималистички на Путин, кои веќе се најавени, дали тие ќе влезат во ќе најдат за разбирање кај новиот претседател на САД во случајот Трамп, бидејќи Трамп и покрај добрите, да кажеме, тој можда и нема толку добри односи со Путин, но ние му судевме изминатиот период дека за разлика од Бајден со кој немаше никакви можности за разговори, сега се отвара можност за разговори. Но тоа не значи дека Трамп ќе се согласи на овие максималистички барања, бидејќи па доколку бидат исполнети, тоа ќе направи една верижна реакција на другите држави во светот кои ќе посакаат утре Кина да го освои Тајван. Од друга страна, Трамп веќе нели со своите несреќни изјави за Панамскиот канал, за Гренланд и за
и за Канада веќе излезе со некакви жестоки изјави, но кога ќе влезе во Белата куќа, веројатно ќе мора таа реторика да ја смали. Сега да се вратам. Ќе мора овие 4-5 максималистички барања на Путин, од кои не планира да отстапи, да ги прифати, доколку ги прифати, тогаш ќе може да дојде до некаков мир. Сега одиме понатаму. Дали ако ги прифати ќе има мир? Многу ми насметаат, вклучувајќи ми мене, дека нема, бидејќи еве и да се договора денеска да има мир, да се направи разговорот, првин Путин не сака воопшто да разговара со Украина. Ја смета Украина дека не постои и дека може да се разговара само со главниот, тоа се Соединетите Американски држави. Од друга страна, до скорешниот шеф на разузнавачите Патрушев, сега е најблизок соработник на Путин, советник, соработник и сето она што бива, тој веќе на некој начин во една изјава рече дека Украина ќе престане да постои како држава, што веројатно ќе биде уште една од барањата на Путин кој ќе седне на преговарачка маса, зборувам како опција. Така да ќе видиме колку е светот подготвен по Украина сега да не постои како држава. Без разлика дали ќе се вика Украина, колкава ќе биде, што ќе биде, таа ќе биде очигледно континентална држава, бидејќи овие 20% освоени од русите, од кои Путин не планира да се повлече, земат поголем дел од крајбрежјето, останува уште Одеса која веројатно нема да запре војната. И третата најважната работа во ова што го зборувам е дека и да се договорат да прекине денеска војната интервенција, русите се уште не го освоија целосно Донецк, што значи дека ќе им треба време да дојдат до оние зацртани цели каде што се, а тоа ќе трае уште најмалку година дена. Така да прогнозите на одредени покрај изјавите на Трамп кој вели готово све ќе биде само ја да дојдам, многумина од неговите најблиски соработници велат за западните медиуми се разбира дека војната во Украина нема да запре уште најмалку година дена, а тоа најмалку година дена значи многу човечки жртви, многу штета, големи проблеми за светот, бидејќи светот сакале да признаеме или не е фокусиран токму во овој судир. Се случи и во Израел, се случи и Сирија, се случи и многу судири, Кина и сето она што се случува таму, но се уште е ова во фокусот на вниманието. Ќе видиме како Трамп ова ќе го изигра и дали ќе му попушти на Путин. Ако успеува на Путин, тој ќе биде победник во оваа приказна и тоа може да направи верижна реакција низ целиот свет, бидејќи ако овој може да освои Украина, Трамп веќе вели јас ќе искрцам војници на Панамски канал, ако треба и во Данска, ако треба и во Канада. Дури вчера читав една би рекол текст на западниве медиуми шокантен хипотетички доколку Трамп одлучи да освои Канада, што се му треба, што почна да станува несериозно според мене, или па можеби е многу сериозно и толку отидено до таму да и ова што звучи невозможно може да стане возможно. Значи Трамп некако мене ми покажа со овие изјави дека он Путин го разбира 100%. Ако он би го освоил Гренланд или не знам Данска и Канада, сега зборам, или Панамски канал, зашто онда овој да не смее да оди до Киев и зашто пак кинезите да не го интегрираат Тајван, кој е исто така потенцијален проблем во наредниот период и според изјавите, познавајќи политиката на Трамп, таму ќе биде фокусиран целиот проблем. Така да, мене ми се чини дека Трамп по овие најави, оваа експресно јака и значајна победа на неговата политика, зборувам во Соединетите Американски држави, во наредниот период ќе треба тоа нешто да реализира. Според мене, ако мене ме праша некој, и вчера она што се случува со помпезно буткањето во светот дека е постигнат мир меѓу израелците и палестинците, е многу предимензионирано, бидејќи таму не само што не е постигнат мир, туку таму како да Израел и Палестина се согласуваат малце да дојде до некаков прекин огнов за да се реинтегрираат, регрупираат и да го продолжат ова, бидејќи ние во моментов ги кажуваме последиците, а проблемите треба да се решат односно во причините. Израелско-палестинскиот конфликт сме зборувале многу пати, не само ние, туку и целиот, сите светски медиуми.
единствено палестинска држава веројатно ќе биде решението за овој конфликт, но ќе мора и арапскиот свет да се согласи на таква палестинска држава и израелската држава ќе мора да се согласи. Од друга страна, Трамп веќе во најава вели дека ќе има проблем, бидејќи ако е Ерусалим главен град на Израел, зашто тој и неговата политика инсистираат, тогаш палестинска држава ќе нема, бидејќи палестинците го гледаат Ерусалим како главен град. Исто е сега и за Русија и Украина. Ако не му излезат во пресрт на Путин да му признаат Украина не сме во НАТО, Украина не сме да има силна армија, 20% освоени територија остануваат во Русија, завршена работа. Ако не му излезат во пресрт на Путин на овие максималистички барања, војната ќе продолжи. Не навлегувам у тоа кој ќе победи, кој ќе загуби. Само велам, војната ќе продолжи, бидејќи се лекуваат последиците, а не причините. Ќе го почекаме понеделник, ќе читаме разни текстови, дали Мишел Обама, поранешната прва дама, сопруга на Барак Обама, се разведува од дека TikTok, исто Америка TikTok го кинува, тоа е веќе магазинскиот дел на политиката. Ќе подсетуваме дека Меланија Трамп не била на инаугурацијата кај Бајден. Ќе гледаме кој дошол, кој не дошол, кој викнал, ќе се фалат лидерите од помалите држави во светот дека тие се повикани, а не некој друг. Но на крај, што ќе видиме? Ќе влезе Трамп во понеделник, од вторник треба да зема да работи нешто. Ќе видиме што ќе сработи. Според мене, преголеми очекувања, нереални ветувања, но јас велам секогаш сакам да погрешам во моите претпоставки, се надевам дека ќе погрешам и сега. Благодарам, Андоновиќ. Уште една утринска анализа гледавте за меѓународните случувања. Ние продолжуваме со нашата програма.